7 часот и 30 минути. Наместо на настава, тетовските гимназијалци од паралелките на македонски јазик останаа во дворот на училиштето. Бојкотот е поради инцидентот во кој беше повреден нивниот соученик. Во протестот ги поддржаа и средношколците од другите училишта. Бараат соодветни услови за настава и безбедност кога се на училиште. Во име на сите ученици од ова училиште, во име на сите родители кои стојат зад нас и сите оние денес присутни тука, ви се обраќаме вам на надлежните. Со цел да го изразиме својот револт и незадоволство, да ставиме крај на нешто што се случува долг период наназад. Кога при мизерни услови тука не учевте дека Рацин барал нов подобар ден, така денес и ние бараме услови какви што оваа наша држава пропишува. Драги наши, не бараме многу, бараме образование. Бараме образование кое може да го добиваме без да се плашиме дали ќе бидеме повредени ние или нашите соученици. Бараме безбедност и гаранција дека секој од нас ќе го преживее големиот одмор и дека секој од нас ќе се врати безбедно дома. Крајно време е да се сопре насилството врз гимназијалците. Како ученици и идни столбови на ова наше општество, сметаме дека нашето барање е минималното што гимназијата Кирил Печиновиќ треба да ни го возможи. До нив застанаа и родителите, загрижени се за безбедноста на своите деца. Имаат барања без чии исполнување нема да ги пуштаат на училиште. Секој дневно се гаѓани, каменувани на среде час настава, значи од вамо бараме успех, екстерни, интерни, а од друга страна нема елементарни значи услови за пратење на настава. Децата треба да ги носиме до школа, да си ги земеме на голем одмор. Влегуваат какви не хорди во дворот со ножеви и со све, значи тоа е веќе животот загрозен на децата. Нема да никакво обезбедење. Еве снимите вие, видите, значи државно училиште треба да се плаќа приватно обезбедување. Барање осуда од сите релевантни структури на обидот за убиство. Барање одговорност од надлежните органи со оглед дека и предпладнето имаше инцидент, соодветни казни според законот за напаѓачите и одговорните. Конечна најава со локација и временска мерка за дислокација во соодветни простории на македонските паралелки од гимназијата. Привремено решение со минимум услови за одвивање на наставата, по можност во една смена. Осигурување на безбедноста на учениците и професорите. Барање за вработување на психолог за македонска настава. Потврда за необработување на изгубените денови од бојкотот по сабота или други денови. Одржаа состанок со директорот. Тој најави дека нивните барања ќе ги пренесе до надлежните, а потоа ќе се бара решение. Алтернативи моментално, вако од ракав не можеме да извадиме, тие решења во образованието. Знаете каква е состојбата, не може тоа едноставно да се реши. Значи се работи за 12 паралелки, за кои се потребни 6 училници. И после контактите што ќе ги имам со факторите, со моите предпоставени, ќе можем нешто поконкретно да одговорам. Во петокот попладнето пред објектот во кој учат само учениците македонци, нивниот соученик доби 3 убодни рани, пошто заврши на Скопска клиника. Полицијата го нашла напаѓачот, 15-годишникот тето во чиј дом пронеден е ножот за кој се претпоставува дека го употребил при нападот. Тетовските гимназијалци со години се поделени. Албанците учат во главниот објект, а македонците во оваа барака, која е дотраена и покрај неколкуте обиди за обнова.